Екипата на Репортер овој пат во малку поинакво и поопуштено издание. Во екот на летото Васко Пеевски гостим во нашето студио најдобриот бармен до 27 години, кој што освен што ќе ни зборува за коктелите овде во студиото на Репортер, денеска ќе ни направи и коктел. Васко, здраво. Здраво, здраво. Ти благодарам што прифати поканата и што дојде во студиото на Репортер и се надевам дека ти се допаѓа. Супер. И ме радува што донесе овде од се по нешто за да направиме по некој коктел и да им кажеме на гледачите што е сега, кој е најдобриот коктел да се нарача. Па, бидејќи нели летните температури се доста високи, се бара најчесто нешто што ќе не освежи. Така? Секако кај нас тука е мохитото број 1, се уште мислам, иако има многу интересни освежителни коктели кои што не се познати кај нас. Исто така рум смеш, што е една интересна категорија смеш, категорија на коктели кои што исто имаат нане, лимон или лајм, може да варира алкохолот, може да биде со рум, со џин, со виски. Исто така се и тие доста освежителни коктели, така да се бараат некои освежителни коктели, оние поблагите се избегнуваат во летните периоди. Го спомна мохитото дека е најбараниот коктел и веќе неколку години некако мохитото се наметна како најшемаџиски коктел. Можеш ли да ни го кажеш оригиналниот рецепт, ако некој сака да го направи дом? Па, оригиналниот рецепт има прво кубанско мохито или европско мохито. Има ли такво да се купи тука во... Па не, кај нас е обично на европското мохито со кршен лед, за разлика од тоа кубанското е со класични котски лед, нема толчење на лајмот, туку само сок од лајм, мента, малку шекер или шекерен сируп, се додава бел рум, газирана минерална вода, малку се промешува и тоа е тоа. Колку мохита се доволни да се испијате да не се опијанат оние кои што решиле да нарачаат вечерва или... Па зависи од човекот, зависи од моментот, дали сме претходно јадени или не сме јадени. Ајде нека биде до 2-3 коктела, мислам дека сме добри. Ова те прашав заради тоа што коктелите се прилично благи и обично нели те лажат додека пиеш. Ки спиеш еден, мислиш дека не ти е ништо и после некое време сваќаш дека лошо делува на организмот. Јас на гостите најчесто им кажувам кога ќе добијам критика, кажам дека коктелите не се доволно алкохолни, викам почекајте кога ќе треба да станете, додите до ВЦ или да тргнете да си одите, ќе видите дека ќе ве стигне коктелот кај да е. Но сепак не е поентата на конзумирање коктели полесно да се опијаниме, него буквално да уживаме во вкусот на коктелите, да пробаме нешто поразлично, да не биде тоа само мохито, што за жал кај нас е... Освен мохито, што друго ќе им препорачаш на... Па, ете, виски савор, исто е доста свеж коктел, потоа џин тоникот и тоа како е на голема врата дојден кај нас, е општо глобален тренд, бидејќи доби една друга димензија, нов начин на послужување самиот џин тоник. Што е новиот начин на послужување? Па нели, кај нас е познато дека џин тоник го добиваме најчесто во оние високите долгнавести чаши, но... Цевка, лед и лимон. Да, но од Шпанија тргна еден тренд кој што џин тоникот го послужуваат во чаша за црвено вино или копа ди балон. Онија викаат таа чаша со многу лед, најчесто има многу свежи состојки внатре, може да е со зачини, со билки, со овошја. Се користи квалитетен џин, квалитетен тоник и се добија една нова пијачка што и тоа како добре дојдена за сите. Како се движат цените на коктелите кај нас по кафичеве или по рестораните? Како надвор да речеме? Па за разлика од надвор, кај нас цените се доста пониски. Така? Достапни се речиси за секој џеп, ајде да кажам, оној што искочил да си помине убаво нели во локалите, во баровите, може да си дозволи кај нас да си пие нели коктел, што за разлика во светот е малце поинаку, бидејќи таму на пример ајде под 600 денари не може да најдете коктел. Така да во светот коктелите се, ајде да кажам, на по-висок ранкинг за разлика од кај нас и самите конзументи надвор од нашата земја и општи од Балканот, зборувам за светот во
големите коктел центри низ светот, самите гости имаат поголем респект кон коктелите отколку луѓето кај нас. Така. Кој е твојот омилен коктел со оглед на тоа што постојано правиш? Мој омилен коктел е дајкири. Многу едноставен коктел. Бел рум, свеж сок од лајм и малку шеќерен сируп. Многу освежителен, кисел каст, супер добре доен во секое Ова време. можеме сите дома да си го направиме Да, сега. не ни треба сега кој знае летово, што, не така. ни треба кој знае што. Како започна твојата приказна со коктелите и со барменството? Па многу спонтано. На моја 18 годишна возраст, Така. чепкајки по интернет, по Facebook, најдов на една страница за која што нуди коктел курс кај нас. И во консултации со мајка ми, веројатно и она препозна таа жичка кај мене дека може да ме биде за нешто такво. Во консултации со незе го запишав курсот за бармени, како што кажав, нели само што наполнив 18 години, бидејќи веќе пред беше тоа дозволено да Да, пред тоа не сме. Така. Со самото завршување на курсот, почнав да работам во еден од скопските локали, како помошник бармен, потоа да станам бармен за денеска да сум главен бармен во еден од скопските барови. Како започна на преварите? Кога прв пат учествуваше на превар за бармени? Така. Со оглед на тоа дека си двукратен државен првак, Да. така и второ место освои во Копенхаген, да. Пред 5 години мислам дека горе-доле започнаа преварите, со тоа што нели работиме позади бар, има доста колеги околу нас, Така. добиваме пофалби од гостите, дека сме добри, дека им се допаѓаат коктелите, но постои една желба помеѓу нас колегите да видиме кој до каде Така. стигнал. И од таа причина започнав да се надпреварувам на државното првенство за бармени кај нас. Првата година не поминав баш славно, Со негде кој ка коктел се представи, извините, прекинувам, со првата година? Па на која што авторски не поминав, коктели ама? се. Авторски коктели, Да, така? наши авторски коктели треба да создадеме за првенството. Како што кажав, не поминав славно, негде околу 10-то место. Следната година бев трето, Така? па второ и по некој редослед стигне и првото место. И победникот на државното првенство кај нас заминува на светско првенство да представува нашата држава и таму го освои второто место. Тоа беше во Копенхаген 2017 година. Со кој коктел се представи во Копенхаген и велиш авторски се коктелите? Во моментот ги смислувате состојките, името на коктелот, како оди целата таа работа? Не е баш во моментот. Аха. Имаме ние од прилика месец дена пред самиот надпревар ни доделуваат листа на пијалоци со кој можеме да креираме коктел и според таа листа ние се избираме што ни се допаѓа, дали е джин, рум или било кој. Друг пијалок креираме коктел, исто така и име, декорацијата спремаме, има повеќе аспекти кои што треба да се опфатат за да биде еден коктел спремен за на Кој е коктел? првенство. Кое име го носеше и како? И Во кој се Копенхаген имав името му беше Childhood Memories. Добра. Бидејќи кога го креирав коктелот, вкусот му беше многу сличен еден сладолед кој што го конзумирав како мал во мало, имаше една сладкарница и му беше некако као ванила со капини, некој таков вкус. И баш кога го пробав коктелот имаше доста сличен вкус на сладолед што го јадев како мал и од таму дојде тоа Childhood Memories и помина супер коктелот на тоа првенство. А кој алкохол го стави во коктел? Рум. Аха, Рум, да. Претежно рум. Па сакам да конзумирам доста рум, така да фаворит ми е и кога Така. ги креирам коктелите. Колку во Македонија се одржуваат надпревари за барменство, за правење коктели еднаш, два пати годишно? Така. Имаме ли ние таква традиција и култура со оглед на тоа што надвор да речеме постојано се одржуваат такви? За жал такви кај нас надпревари? не е тоа случај. Имаме 1 до 2 првенства годишно Така. и се премалку. Каде се случуваат тие? Зависи. Така. Оваа година државното беше во Охрид, пред тоа во Скопје. Нема некое место дека точно таму се одржува, на различни локации. 2 првенства според мене се многу малку за да оди целата индустрија напред, бидејќи на тие првенства самите бармени доста учат меѓу себе за самата професија и затоа мислам дека 2 првенства годишно се многу малку. Колку обично бармени се надпреваруваат, да речеме? Па околу 20 до 25 бармени има на првенствата. И тоа е пак некоја си мала бројка, бидејќи кога ќе видиме колку локали има низ држава и колку луѓе, односно мои колеги бармени прават коктели на
на своите работни места, но не се осмелуваат да отидат на едно државно првенство да се испробаат, да видат до кај се, бидејќи мислат дека државното првенство е нешто многу вау и дека не се до тоа ниво да бидат дел од тоа, но напротив, јас кога отидов прв пат немав појма многу за коктелите, но од самото првенство доста научив. Едно првенство е за тебе. Сега треба да се зборувам за она во светското првенство во Копенхаген. Треба да се одржува ново првенство во Македонија? Се одржа така? во март или во април беше мислам државното првенство, каде што го освоив првото место и сега во ноември треба да патувам за Кина, таму е светското првенство и да видиме да го поправам мојот резултат да Копенхаген, пробам да освоам прво место овој пат. Како одат подготовките? Еве јас не се разбирам од тие, размислуваш ли со кој коктел ќе се представиш? Што мислиш дека таму ќе запали, што очекуваш да речеме од учеството таму? Па еве, обично ни доделуваат спонзори, еден од брендовите кој што е член или како спонзор на светското првенство, го доделуваат на секоја федерација. Ние имавме среќа да ни се погоди некој кинески no-name бренд, што немам појма што е и како е, сега треба по пошта да ми стигне да го пробам и според тоа да направам некој коктел. Ќе видиме што ќе искочи. Имам некои замисли, декорацијата исто така се спрема по долг период, бидејќи на светското првенство се бара нешто да е стварно многу интересно, до тогаш невидено, за да може да добиете доволен број на поени, за да имате добар пласман. Добро, кој го оценува тоа? Како оди оценувањето? Кој направил најубав коктел? Жирито пробува од сите коктели? Кажувате вие што состојките, може да ни објасниш малку? Има две жирија, има техничко жири кој што ја оценува техниката на подготовка, односно тоа како работиме. Имаме негативни поени доколку ни падне коцка лед, доколку ни капнат пијалоците надвор од чаша или нешто такво. Се тоа се оценува? Да, се оценува ако го прекорачиме времето, исто така имаме негативни. Колку време имате за да 7 минути за 5 коктела. За 5, добро. Еден ист коктел само. И тоа иде вака све на брзина, претпоставам така. Со некоја добра музика. Да, само што треба да е извежбано за да стигнеме на време. И после тоа има уште едно жири кое што е тестинг жири, го оценува вкусот, мирисот и изгледот на коктелот и се сумираат на крај сите оценки и се добива еден генерален пласман. Ајде уште малку само околу коктелите пред да ни направиш и нас овдека во студиото еден коктел. Обично Вас жена правило дека коктелите се многу, сега ова е претежно за девојките, за дамите го зборувам, дека се многу калорични, па кои коктели најмногу дебелеат, колку калории имаат коктелите? Тоа е една интересна тема, бидејќи кај нас многу луѓето мислам дека имаат погрешна представа за тоа што има калории или што нема калории. Во 99% од случаевите на коктелите и општо и джин тоникот има доста калории. Така да луѓето што се занимаваат со тоа колку калории внесуваат, подобро нека не конзумираат коктели или нека се оперираат од тоа дека ако пијат джин тоник не внесуваат доволно калории. Или не знам, кампари е малку погорчливо, мислат дека не е толку благо, дека нема, но кога ќе се види зад скриениот состав на самиот пијалок колку шекер има и колку калории, ќе ги фати главоболка. Така да, или нека решат вечерва конзумирам коктели, малку ќе ставам плюс калории, или воопшто нека не конзумираат и нека не мислат дека нема калории, како што реков джин тоникот, бидејќи и тој има доста калории. Добро, со оглед на тоа дека секоја вечер не нарачуваме коктели, реално ни финансиски не можат луѓето толку да си дозволат. Еднаш неделно може да направиме. И не е страшно да се фрлиме на неколку калории од коктелите. Ама еве што кој пијалок тогаш не дебеле или не може тоа правило за алкохолот? Па ајде ќе кажам еден коктел што не е доста познат кај нас. Како категорија на коктели е рики. Најпознат е джин рики коктелот и е многу едноставен. Имаме джин, сок од лимон и газирана минерална вода. Тука според некој состав имаме најмалце калории, но дали ќе им се допадне, бидејќи тоа е многу слично како да пиете лимонада. Газирана вода со лимон и джин, некој коктел така. Така да тој коктел би го
дал како пример, може да биде наместо џин водка или рум, може да варираат тие состојки, да остане лимонот, нели, свеж сок од лимон и газирана вода. Пред да почне снимањето ми кажа дека повеќе ги сакаш оние традиционални стари коктели наспроти овие што се сега нови и модерни. Што е разликата помеѓу модерните и традиционалните коктели? Кои се традиционални коктелите? Класични коктели или традиционални се оние што веќе се 100 години и повеќе од 100 години меѓу бармените во време кога што немале самите бармени многу состојки до рака. Зборувам за сите оние ликери, сирупи кои што се во многу разни бои, кои што се полни со шекери. Тоа беше еден актуелен период во Америка во 80-тите до 90-тите години и самите бармени и цела коктел индустрија го нарекуваат тој период за мртов период на коктелите. Бидејќи стварно според мене се правеа некои не толку вкусни комбинации. Така? Се беше тоа да се задоволи визуелниот момент, да изгледа атрактивно, да бидат во многу разни бои, а сето тоа има многу шекери. Нели, се навраќаме на тоа колку калории има коктелот. Јас сум повеќе за оние коктели кај што имаме еден базен алкохол и варираме на тоа свежи продукти, свеж сок од лимон, од лајм, од цитрон, било што и да е. Со многу зачини, со многу билки, како што кажав, да добиеме еден многу поинтересен вкус на коктелот. Сепак тоа да изгледа визуелно, има како да изгледа визуелно, без тие вештачки бои кои што ги има многу често кај нас. Тој тренд изумре во светот, да се разбереме, но бидејќи ние каскаме за све, така и за коктел индустријата, ќе треба мал период подолг да дојдеме и ние на тоа ниво да конзумираме многу поквалитетни коктели. Од каде тргнала приказната за коктелите? Кој го направил првиот коктел? И како коктелите успеа да се наметнат како скапи добар пијалок понатаму? Точно. Пред доста години сега да не лупнам, ама има повеќе од 100 години. Еден американски бармен кој што е и татко на целата индустрија, така го нарекуваат, Джери Томас, е првиот човек кој што сите рецептури кои што ги собрал низ светот ги има ставено во една книга. Книгата се вика Bartender's Guide. Таму се сите оние рецепти на многу стари коктели, така да може да се каже дека од таму тргна целата приказна за коктелите. И пред тоа се правеле, но он е првиот човек кој што ги стави во една книга и рече ова се коктелите, ги има рецептурите и може да се шири целата индустрија насекаде. Па приказната која тргнала през 100 години од Джери Томас, ајде ние да направиме овдека во студиово. Ајде. Јас сум спремен. Ти си спремен, ја ќе гледам, ќе кажуваш како, че ќе можеме. Добри сме. Супер сме. Добро. Ќе правиме многу едноставен и лесен коктел. Така. Том Колинс со малку варијација, ќе користиме пинк џин, имаме сируп од бадем, сок од лимон и газирана вода. Том, како го кажеш? Том Колинс. Зошто се вика така коктел? Колинс е категорија на коктели. Добро. А Том Колинс е Том е човекот кој што го има измислено овој коктел. Така да според тоа е Том Колинс самиот коктел. Прво ставаме лед во чашите за да почнат да ни се ладат, бидејќи е многу важно самите чаши да ни бидат оладени, бидејќи ние ако ставиме ладен коктел во топла чаша, многу побрзо ќе се спушти температурата. И нема да постигнеме правата температура на коктелот. И се околу дозиркава ме интересира. Значи колку алкохол се стави во оваа чашка за ракија ти е веројатно мирница за тебе? Имам тука 40 мл џин. Тоа е сосема доволно веројатно за еден коктел, а да не биде превише, да речеме, да не го опијани. Да ужива во вкусот, да го доловиме правиот вкус. Тоа ќе користам сируп од бадем, околу 10 мл. Сосема малку, да ни го избалансира вкусот на кисело со сладко. Овој сируп од бадем може да се купи тука кај... Да, ги има по оние специализирани продавници за алкохолни и безалкохолни. Ако реши некој од гледачите да прави коктел, да знае дека може да ги набави сите состојки, ги има тука да се... Точно. Ќе си исцедам сега лимон свеж, веќе ќе ни биде потребен.
Мислам дека еден лимон ќе ни заврши доволно работа, ако не ќе исцедам уште малку, бидејќи спремаме 2 коктели, да не биде само за тебе коктелот, него ја да се напијам, да ти правам друштво. Там не се пие. Да, поинтересно е со двајца или со поголемо друштво. Добро, еве кога го правиш коктелот и преска зборувавме што се со оние огромни лубеници чаши со многу цевки од кои што сите пијат во исто Па време? добро, тие се атрактивни начини на послужување, најчесто ги среќаваме по туристичките дестинации, каде што се нели поголеми друштва, луѓето сакаат да се... Ти одземат поени, гледа искапа, Знам, така примет, беше. да. Пишува Добро, и за тука кај нас све. ќе помине, не, кај нас може да помине Добро, и така. штом ќе помине. Ставивме лимон, значи, Да, ќе додам уште малку лед. Многу Така. важно е да чашата кај што го служиме коктелот да ни биде полна со лед. така. И останува уште Кисело, Опа. добро. Јуваа со вкус. добро, со вкус на Ја, лимон. Со вкус на лимон, така. Да. Ќе додадам до горе. Малку ќе промешам за да ни се соединат сите состојки. Овој ми личи дека е лајт Да, коктел. да. Ама и лајт коктелите се по принципот оди ке те стигнам. Значи испи една чаша па уште една и после ќе сватиш дека Па да. дека не се толку лесни. Треба како да што се биде чини. внимателни, да не претеруваме. Мораме да потенцираме, нели? Да. Ќе ставам парченце лимон како декорација и сламка. Секогаш ја потенцирам да се користат хартиени сламки, пластичните да ги избегнуваме. Зошто? Па не е разградлива пластика и Така. сите сме свесни, денеска ни е достапно да видиме што се случува со животните на секаде ни светот. Многу китови, фоки Така. и ред други животни умираат баш ради таа неразградлива пластика, бидејќи на крај завршува кај нив во нивните стомаци, им прави големи проблеми, така да апелирам хартиени сламки или воопшто и без сламки да се конзумираат коктелите, бидејќи во некои коктели стварно нема потреба од сламка. Така. Но кај нас гостите се навикнати да конзумираат коктели со сламка, дали тоа било поради карминот да не им се избрише и ред други причини, ама нека се потрудат коктелите да ги конзумираат без сламки. Уште ова само ќе те прашам, пред да го пробаме коктелот, колку е битно да се колку е битна чашата, значи во која што се служи Така. коктелот, значи сите оние атрактивни чаши, не знам, бака па високи тоа. За секој коктел има своја чаша. Така? Во самата рецептура на коктелите најчесто ја пишува и во каква чаша се служи коктелот, а не е тоа за џабе, има зашто е тоа така. Така. Некои коктели се служат без лед, некои со лед. На некои коктели, на пример, стаклото на чашата треба да е потенко, на некој подебело. Има зашто е тоа така да исто така пак ќе кажам, нека остават конзументите на бармените, како ќе им го послужат коктелот, бидејќи бармените, веруете, најдобро знаат како да ги задоволат нашите потреби, без разлика на тоа што некогаш сме скептици. Нели, скептици се гостите од тоа како ќе им испадне, дали ќе им се допадне, но треба секогаш да му веруваат на бармена. Ти благодарам што ни беше гостин во студиото и што го направи овој топ коктел. Благодарам за поканата, ми беше мило, си поменав супер.